Во ово неделното интервју на Inbox 7 разговараме со градоначалникот на општина Кисела Вода Филип Темелковски. Господин Темелковски, зошто чекавте револтот од граѓаните да стане голем за да почнете го решавате проблемот со болницата за зависници? Не, револтот не чекавме да стане голем, значи ние го решаваме самиот проблем веќе цела година. Значи откако сум избран за градоначалник, веднаш постапивме или почнавме со решавање на проблемот. Значи тоа е веќе сигурно 9 месеци како е направена таа работна група од општината Кисела Вода, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, представници од полициската станица и од СВР Скопје одделот за превенција и двајца представници од местното население. Зошто не сменивте стратегијата кога гледате дека тие решенија не се доволни, односно дека се уште се гледаат шприцови игли на сите страни, исто така зависници? Вака, проблемот со болницата за зависници не е една година или 6 месеци. 30 години е таму таа болница. Првично е како за лечење од алкохолизам, а потоа и за лечење од зависници од наркотични средства. Не е за промена на стратегијата, него со вклучување на сите министерства и на експерти се доаѓа до одредени ситуации кај што и се менува ситуацијата по однос на како да се реши проблемот. И затоа е одоговлечена постапката и затоа побаравме разбирање од местното население и повеќе време за да може да се најде решение кое што ќе биде долгорочно и заемно прифатливо за сите. Ние предизборно или во мојата програма ниту на централно ниво на Социјалдемократскиот сојуз, ниту на локално ниво не ветивме дека ќе се дислоцира. Точно ветивте креативни решенија, значи на 11-та страница каде што пишува новите новите политики на новиот градоначалник, вие ветивте креативни решенија. Тачно, кои беа тие креативни решенија? Едно од тие креативни решенија беше да се намали бројот на корисници на болницата, а ние како општина да го средиме делот околу болницата, че да се исчисти, да се оплемени, да се стават нови дрва, нови реквизити. Најбитно оцени е да се осветли осветлувањето, за да може таму што помалце да се собираат луѓе после работно време од болницата и нормално да се влијае негативно на самото локално население. Меѓутоа на вас исто така ви кажа граѓаните кога беше собирот дека таму можат да се видат зависници кои што буквално голи лежат. Се уште. Значи не треба да ми кажат, јас знам. Секојдневно добивам и пораки, и општината добива информации, и јас живеам не баш во непосредна близина, ама близко сум до домот на зависници и така да, или поточно болницата, така да ги знам состојбите. Нас првично ни беше целта да ги запознаеме сите институции. Првично не бевме за целосна дислокација, него нашиот став како општина беше дека секој градоначалник горе-доле си има обврска према своите сограѓани, дека треба да се отворат повеќе. Сепак со разговори и со консултации се дојде до заемен заклучок дека треба целосно да се дислоцира и да се направи објект кој што ќе биде модерен и кој што ќе може да го издржи капацитетот или поточно потребите на сите корисници таму. Во моментов се случува уште еден протест, мислам пред минатата недела се случуваше уште еден протест за подпорниот зид. Да. Не е ваша надлежност на фирмата, меѓутоа зошто не дали разговаравте со фирмата, зошто не е среден делот, односно зошто не е почнато со работење пред да стане лизга во земјиштето? По однос на тоа дискутирано е и сепак сметам дека и тука притисокот кој што беше од страна на жителите што побрзо да се работи таму може доведе до таква несакана ситуација таму. Се уште немаме конкретни одговори од институциите што е случајно и зашто дошло до таа немила ситуација. Во текот на оваа недела имавме средба и со трудовиот инспектор, бидејќи морам да потенцирам. Градилиштето е затворено од страна на трудовиот инспекторат. Поради целата ситуација, или поточно поради несаканата ситуација таму и знаеме дека еден од работниците го
го изгуби животот, се бараат дополнителни испитувања на самото земјиште, бидејќи имаме нова ситуација и барам разбирање од жителите дека за тоа треба време за да може да се отвори градилиштето и да се продолжи. Според моите информации во вчерашниот ден биле од фирмата кој треба да изведува, што они ги собрале целата бидејќи дел од документите беа нивна одговорност, или поточно нивна обврска да се обезбедат, дел општината требаше да ги дообезбеди. Ги обезбедивме, доставени сме се, од понеделник ќе продолжи со изградбата на потпорниот зид. Фиком има и други згради кои се уште не се пишани во катастарот и не може да се извади имотни листови. Бараме дали со законот за легализација, дали со ново одобрение за градба или измени во тек на градба може да се најде решение. Имаме тим од правници и урбанисти и архитекти во општината кои ги разгледуваат сите. Значи збориме од зградите на Самарија, зградите Рабат, зградата Фиком и оваа што ја зборите конкретното во Припор, бидејќи едно од нашите ветувања беше дека постапката за легализација до крај на мандатот ќе завршиме на сите. Многу е потешко овие што се за зградите да се реши него за стамбените куќи постапките, така да не сакаме и јас да се доведам во ситуација да направиме некоја грешка која што би не коштала нормално да си имам проблеми со законот и се останато, а во интерес е да се завршат сите постапки. Кисела вода станува пренаселена. Еве конкретно во овој дел каде што е општината нема место за паркинг, има градинка каде што буквално децата се загрозени затоа што автомобилите се паркираат на средина на улицата. Како ќе осредите конкретно овој дел, но и другите делови кои што навистина се пренаселени? Проблемот со кисела вода има неколку проблеми по однос на урбанизацијата. Еден од тие проблеми е што урбаното јадро или тука каде што сме ние со носење на деталните урбанистички планови се пренаселува и неплански се гради. Не е предвидено нигдека катни гаражи или соодветен паркинг простор. Дополнително, јас неколку пати го кажав тоа, има два закони кои што се многу популистички, да, биле во интерес на граѓаните, но до негдека имаат уништено нашата општина, тоа е законот за денационализација и законот за легализација. Моje лично мислење е да, треба нашите сограѓани кои неправедно им било одземено земјиштето да се обештетат, но не на сметка на урбаното и нормалното живење. Бидејќи откако ќе им се врати земјиштето, сите очекуваат дека таму ќе има згради. И за жал, со враќање на земјиштето, ние во урбаниот дел на нашата општина немаме 5 метри квадратни каде што можете да направите парк или катна гаража и се останато. Една од опциите е паркингот што е тука пред општината да се направи монтажна гаража, за колку толку да овој дел да го олабавиме по однос на паркинга. Делот или поточно урбаната и местните заедници Цветан Димов и Бирарија ни се најголем проблем за паркирањето, бидејќи таму навистина немаме ниту една педа државно земјиште каде што може ние да направиме катни гаражи и се останато, така да ќе мора да наоѓаме некои алтернативни методи. Во услови на големо загадување во општина Кисела вода не знаеме, граѓаните не знаат што дишат. Конкретно ветивте мерна станица за 2018 година, еве изминува 2018 година, мерната станица се уште нема. Нема, значи не успеавме да обезбедиме средства. Се надевам дека 2019 ќе ги обезбедиме средствата за мерната станица, бидејќи нас ни е битно да знаеме колку е загадувањето, какво и се останато, но тоа што обезбедивме е дека во моментов на територија на Кисела вода се прави регистар на загадувачи на општината. Градоначалникот на официјалната веб страница на општината видовме дека има соопштение во кое што пишува дека во последниот квартал се казнети 10 души за фрлање на отпадок. Да. Сепак тоа е една од најголемите општини и сепак е една од општините во која што премногу има ѓубре на улиците. Сметате дека си ја вршат работата како што треба? Многу ни е тешко комуналните редари, ние зголемивме бројката на комунални редари на територија на општина Кисела. Баш затоа ви прашам, затоа што знаеме дека е зголемена бројката на редари. Зголемена е бројката,
на почетокот или поточно во текот на годината имавме и 2 инциденти каде што наши комунални редари беа нападнати од страна на граѓани зашто пишале казна и затоа малце е ситуацијата таква каква што е, многу ни им е потешко на редарите да воведат ред, бидејќи они па немаат некоја ингеренција да може да приведат или било што и се на Меѓутоа удар. можат да пријават. Да, може да пријават и да како пријавуваат. Не сум задоволен од бројката на пријавени лица или поточно на луѓе кои што фрлат и кои што ја прљаат нашата општина. Бидејќи во изминатава година може да констатираме дека цело време ни се јавуваат депонии на исти места. И сега ама да правиш па 24 часовна патрола, па и не можеш. Вие треба да ги фатите на лице место, затоа ние... Не можете 24, меѓутоа можете од двосменска. Да, веќе е направена двосменска, ќе се идат комуналните редари од минатата недела или поточно од оваа, мислам дека ќе си одат во 2 смени. Пред се фокусираме на неколкуте места каде што ни се појавуваат тие диви депонии, уште еден апел и да нашите сограѓани да ни помогнат во борбата со луѓето кои што ја прилјаат општината или поточно кои што ги прават тие диви депонии, значи да пријават, да сликаат и се останато за да може соодветно да се бори. Сметам дека со воведувањето и на втора смена дел од депониите ќе се решат. Дополнително предвидена е набавка на уште едно камионче, возило за нашите одржувачи на хигиената. Жал ние дневно фрламе околу 2 тони шут секој ден, што е огромна бројка, да бидеме реални и општината не е толку чиста, а бројката на смет кој се фрла секој дневно е огромна. Да, меѓутоа Така има да- голем број на жители во општината. Да, ама тоа не значи дека треба надвор да се фрла. Точно. Затоа има и контењери, постојат Затоа има контењери и канти, меѓутоа градот Скопје граѓаните се жалат дека не се собира навремено сметот. Тоа е ингеренција на градот Скопје, сепак тоа што можеме да го кажем е дека во изминатиот период се правеше студија од страна на јавното комунално предпријатие на територија на град Скопје, мислам, сега не ме фаќате точно за збор, дека фалат околу 400 контејнери и возила за собирање на смет. Секоја општина во наредниот буџет и градот Скопје имаме одредени суми за да се докупат тие контејнери и тие возила. Знаеме во каква ситуација е. Тоа е една затекната состојба која што некој наместо да градел споменици да ги купувал тие возила, сега ќе ни беше многу полесно. На територија на град Скопје имате за сите наши сограѓани само 7 возила кои што ги обслужуваат. Не може да стигнат. И затоа градот Скопје одвојува поголема и прилично голема сума на пари. Ние секоја општина според пресметките си партиципира со одредени средства кои се многу помали, бидејќи сметавме, иако е надлежност на градот Скопје, тоа е во интерес на нашите сограѓани и сите треба да помогнеме што побрзо да се реши тој проблем. Дополнително сметам дека ние како жители или поточно сите жители малце повеќе треба да се грижат за јавното добро или поточно за урбаната опрема која се поставува. За мене е нелогички нашите канти за отпадоци да не траат повеќе од една недела. Тука имаме огромен проблем. Градот Скопје поставува редовно, ние поставуваме, за жал, многу од нив се, зборам за малите канти тие што се викаат за джебен отпадок, да некој да ги краде, да ги крши и се останато или најмногу што ми смета е уништување на детските игралишта. Значи тука мора повеќе сите да се грижиме за јавното добро и за јавните површини, бидејќи сите ги треба да ги користиме тие јавни површини. Господин Темелковски, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас на прашањето, во било кое време сме тука за се што треба.